Боречката федерација на Република Македонија ги започна припремите за најмладите репрезентативци, односно за репрезентативците до 15 и до 17 години. Тие се припремаат за предстојните меѓународни турнири, односно за последната селекција пред европските првенства кои следат во Бугарија. Овој пат е различно, бидејќи за прво место на европското првенство спортистите ќе добијат 5000 евра, за второ место 3000 евра и за трето место 2000 евра парична награда. Денеска сме во Радовиш со тимот на Боречка федерација кој додовме да ги посетиме спортистите кои се подготвуваат за европското првенство за U15 и U17. Веќе подготовките се тука преку 10 дена. Не следуваат напорни турнири кои ќе учествуваме во Лариса, Грција до 15 години и во Романија до 17 години. Има парична награда за прв пат во историјата за пионери и кадети. Тоа е една голема мотивација за пионерите и за кадетите, кои парична награда ќе изнесува за трето место 2000 евра, за второ место 3 и за прво место 5000 евра, која ќе биде собрана од донација од спонзори кои се љубители на борењето. Репрезентацијата моментално е на припреми во Радовиш, каде тренерите Мики Тодоров и Јасин Реджелари, заедно со легендата Могамет Ибрагимов, ги спремаат за предстојните турнири. Целта на овие припреми е борачите да се подготват за престојните првенства кои што не очекуваат на меѓународен план. Тоа се пионерската екипа ќе патува во Лариса, Грција, додека кадетската екипа ќе патува во Букурешт, Романија. Овие ќе ни бидат и последните тестови пред европското првенство U17 и U15 што ќе се држат во Самоков, Бугарија. Се надеваме да немаме повреди и да поминеме што подобро, да го дигнаме темпото на тренингот и да се вратиме од европското првенство со медалја. И мислам и се надевам, ние секогаш треба да се надеваме и за медал и за други резултати. Ама генерација е добра. Пионери, кадети, тука многу важно и тука поддршка на федерација, Боречка федерација многу важна да организира вакви подготовки и ние како домакини тука Бучим клуб, ние задоволни од организација максимум ќе дадеме и ние поддршка. За младите овие парични награди значат многу, но пред се мотивација за да продолжат посилно понатаму.